Блискиот исток повторно е на работна дестабилизација од досега невидени размери. Војната меѓу Израел и Иран и индиректното вмешување на САД светот внимателно гледа, а стравот од нуклеарна ескалација повеќе не е само теоретско сценарио. Додека хуманитарната катастрофа на истокот се продлабочува, а меѓународните институции тешко пронаоѓаат, би се рекло не ни трагаат по ефективен одговор, се отвараат прашања дали светот влегува во нова ера на долгорочни паралелни конфликти. Дали САД имаат контрола врз сојузниците или се само реактивен играч. И каде е Европа, каде е НАТО, каде е можеби и Македонија во сета оваа нова геополитичка реалност. Вечерва отворено на оваа тема разговараме со Ивана Јордановска. Добра вечер, добре дојдовте, специјалист, односно докторант на Универзитетот на Јужна Каролина по меѓународни односи. Добре дојдовте во студиото. Джелал Незири, колега новинар и аналитичар. Добра вечер, добре дојдовте. И Дејан Србиновски, новинар и надворешно политички коментатор. Добра вечер и за вас, добре дојдовте во студиото. Ќе ги анализираме ризиците, пресметките, отворените линии на судир во светот. Дали светот одново се дели и на чија страна стоиме. Јордановска, ќе почнам со вас. Дали последната фаза на конфликтот меѓу Израел и Иран води кон отворена војна? Како би се чини од една перспектива на човек што од подолго време ги наблюдува меѓународните релации или на еден судир кој што повторно ќе заврши како некоја блицкриг операција? Па, мислам дека постои доволно дестабилизација во меѓународните односи, каде што, да, треба да сме подготвени на секакви случувања, но она што го знаеме до сега е дека, прво, овие две земји немаат многу поддршка од други земји за да се проложи ова да прерасне во една поголема војна. НАТО веќе излезе со изјава, секретарот изјави дека треба да се случи деескалација. Не треба да забораваме дека Јордан е еден од најважните партнери на НАТО во овој регион. Така што дури ова што го слушаме како реторика, како изјави од страна на Соединетите Американски држави, сепак колку и да се поддржува политиката на Израел кон Иран, сепак не е тоа некоја реторика за која што можеме да очекуваме дека прерасне во таков отворен конфликт кој што ќе зазема се повеќе ова. Така што мислам дека се обидуваат да го одземат кислородот од овој конфликт. И јас пак ќе останам оптимист, ќе речам, мислам дека нема да прерасне во нешто поголемо. Да. Незири, како вие гледате на оваа ескалација што се случи практично во последната недела, дури не е помината ни една недела, меѓутоа на ниво кое што досега не било видено? Прв пат се случува на вакво ниво да се водат војните действија помеѓу Израел и Иран. Тие на некој начин се во постојана војна од 1948 година, од кога Израел прогласи независност. Постојана војна, постојан конфликт помеѓу Израел и арапските земји, нејзините соседи. И на некој начин таму војната, конфликтот стана еден вид нормалност. Значи се води војна внатре во Израел помеѓу палестинските движења и Хамас како терористичка организација и надвор со соседите во неколку наврати 48 година, 67 година и мислам беше 73 година. Значи трите војни што Израел ги доби за недела дена или 6 дена против арапските земји. Тоа што мислам дека е дилема кај меѓународниот фактор, кај Западот е дали да има мир со Иран кој поседува нуклеарно оружје или да има војна со Иран, значи од моментот кога Иран почна да развива нуклеарно оружје. И помеѓу овие опции мислам дека нападот на Израел беше и очекуван, дека Израел ќе покрене и ќе нападне пред Иран да стигне до нуклеарното оружје.
Сега дали тука САД биле информирани однапред за овој напад, зашто 3 дена после нападот беше закажана средба помеѓу преговарачот на Трамп Стив Витков и представниците на владата на Иран. И дали навистина не била информирана администрацијата на Трамп, па затоа во овие денови остана настрана и не беше вклучена како што беше случај порано, или пак тоа е еден вид на стратегија помеѓу Израел и Америка да се одвлече Иран на преговори, мислејќи дека ќе стигнат до некој договор и Израел изненадно да го нападне. Тоа се уште не е до крај, меѓутоа има крај. некои навестувања со оглед на последните изјави што ги слушаме од американските представници. Сега американските представници на некој начин признаваат дека биле информирани, но реакцијата на Марко Рубио, државниот секретар, веднаш после нападите на Израел, беше малку чудна и гласеше, парафразирам, дека САД не се дел од овие напади и нема да биде се дека не се нападнат базите, воените бази на САД што се во Северен Ирак. И досега не се цел тие бази и следствено на тоа и САД не се вклучени во оваа операција на Израел или во одбрана на Израел. И затоа ние имаме прв пат, според моје мислење, Израел да претрпе толкава штета од нападите на Иран. Зашто и во претходните илани, нели, кога се случи тој конфликт помеѓу двете земји, или кога беше 2023 кога беше цел на ракетите на Хамас, кои нели се производ на таа соработка помеѓу Хамас и Иран, таа железна завеса на купола на Израел функционираше безпрекорно, многу добро, многу малку штета имаше, но за разлика од тогаш до сега има значителна штета, има и човечки животи што загина и затоа мислам дека можеби Израел не посакувал договор помеѓу САД и Иран, не посакувал договор помеѓу Трамп и режимот во Иран, зашто тој договор би бил спротивно од интересите на Израел. Сега, ако се гледат потезите на Израел, нејзината цел е да се повлече САД во оваа војна, зашто со повлекувањето на САД во војната со Иран, резултатот е јасен. Значи, таму ќе има обезглавување на режимот во Иран, што би значило и убиство на челниците на Иран, тој верски коледж, што се вика, начело со Хомеини. И после тоа нели се знае што следи, процеси кои би значиле демократизирање на Иран, што и не е лоша опција. Да. Србиновски, вашето гледање е првично на целата состојба? Ја овде може некако младен да се надополнам на колегите. Ова е фактички на кулминација на оној конфликт кој што е општ изминатава година и пол, кој што започна директно со терористичкиот напад во Израел, каде што Израел година и неколку месеци активно војува во моментов на 4 па и повеќе страни. Тука е, како што напомена Незири, Хезболах, Хамас, јеменските хути на теренот, состојбите во Газа, а од саботата и активно војува со Иран, неговиот долгогодишен историски непријател. Ова е една кулминација на она се што се случува и што може би се очекуваше, ако се земат во предвид сите оние информации за кои што доаѓа изминатиот период и се однесува на Блискиот Исток во однос на тоа кој ќе биде на Блискиот Исток газдата или можеби кој ќе биде најмоćната држава или владетел. Тоа се навестуваше и со изјавите кои што доаѓаат од Вашингтон и од администрацијата на претседателот Трамп,
во кој што и западните think tankoви, меѓутоа и сите реномирани новинарски куќи велат дека ќе има некаква нова глобална доминација, прераспределба на силите, однос на тоа кој предел од светот ќе припадне на големите моќници, говорам овде за Русија, Кина и САД, и од оние предикции со овие последни напади Израел, односно конфликт помеѓу Иран и Израел, се испостави вистината дека можеби Израел, иако е мала земја на Блискиот исток, ќе биде една од доминантните сили кои што претпоставам во периодот што следи ќе наметне некаков нов глобален поредок во регионот, овдека говорам со заедничка помош од САД. Сето ова, кој ќе се собере со сите оние информации како претходеше нападот во саботата, како започна, што се употреби Иран, меѓутоа и од друга страна Израел, говори дека можеби ова ќе биде некаков контролиран прокси напад, како што спомна Младен ти пред малку во својата најава, кој што ќе има за цел пократката ескалација или овие препукавања да се седне на маса и да го принуди Техеран, официјален Техеран и режимот, властите во Техеран да преговарат за оној долго најавуван нуклеарен договор или некаква разрешница кој што САД и Трамп настојуваше изминативе година дена и повеќе. Јорданос, каква е улогата на САД во ова? Може ли до тој договор или до детронизирање на режимот во Иран да дојде без присуство на САД, или САД ќе ја преземат сега веќе водечката улога со оглед на тоа што конфликтот меѓу двете држави дефинитивно нема да може да се реши без учество на некоја поголема сила? Јас не ја гледам моментално ситуацијата внатрешна во САД како држава која што има апетит за нова инвазија. Значи, дефинитивно мислам дека не постои простор за замислување на некое сценарио каде што тие ќе бидат вовлечени, она што американците сакаат да го нарекуваат boots on the ground. Ирак, Афганистан, така, да. И назад ако се враќаме, Виетнам, Кореја и уште наназад. Така што не очекувам дека едноставно не постои апетит за такво нешто, не постои политичка клима за такво нешто, не постои интерес геополитички и стратешки за едно такво дејствување. Оно што го гледам во американската политика е повеќе една генерален настап каде што ги поддржуваат сојузниците, се обидуваат да ги опремат со се што им е потребно, дали се работи за разузнавачки информации, дали се работи за физичка опрема и така натаму, но самите не навлегуваат. Тоа е политиката која што се води и кон НАТО сојузниците, тоа е политиката која што сметам дека ќе се води и кон Израел. Оно што е интересно е дека да не забораваме дека 2015 година се потпиша мултилатерален договор со Иран, САД, Европската унија, Германија, Франција, Велика Британија, Кина, Русија, значи нуклеарните сили, каде што се направи рамка за контролирање на нуклеарните капацитети на Иран. 2018 година председателот Трамп беше тој кој што се повлече од тој договор и со тоа главниот мускул на тој договор не беше веќе присутен. Сега, оно што е интересно и што денес го видовме некои сигнали кои што се испратија од самитот на Г7 е дека при излегувањето на Трамп од самиот самит, Макрон го интерпретираше тоа дека станува збор за многу важен стратешки момент, значи дека можеби станува збор за некаков договор. Она што председателот Трамп го изјави подоцна беше дека доколку постои договор, тој договор ќе биде сериозен договор. Мислам дека целта тука е да се најде начин целосно да се уништат дури и оние нуклеарни капацитети за цивилна употреба кои што Иран ги има, кои што веќе некој време не се само за цивилна употреба, и дека се надева дека едноставно ќе го вратат назад во времето Иран на еден период кога нема нуклеарни капацитети било какви. Ќе видиме, мислам дека
тоа е амбициозна политика. Дефинитивно не ми се допаѓа идејата за уште една нуклеарна сила, посебно една нуклеарна сила која што има таква политичка структура внатрешна, но ќе видиме дали ќе успеат во такво нешто. Да. И Трамп во неговата, ајде би ја нарекол малку и Твитер политика, изјави Иран не смее да има нуклеарно оружје и точка. Тука е крајот и веројатно ги исцрта границите на она каде ќе се води ова војна и со што треба да заврши. Колку во денешниот моментум и со силата што Израел ја има на Блискиот Исток, а воедно познавајќи дека во тој свет голем дел од земјите кои што таму орбитираат, поврзани со муслиманскиот свет секојдневно се прозивани од страна на, да речеме, муслиманските водачи дека стојат и нему ја посматраат ситуацијата. Колку може да ги вовлече другите земји во тоа? Мислам дека Иран во овој момент има таква намера да ја прикаже целата војна со Израел како религиозна војна помеѓу муслиманите и евреите, што мислам дека нема да успее. Од причина што внатре во муслиманскиот свет има една голема поделба на сунити и шиити. Сунитите представуваат поголем процент од верниците, дека шиите некои 15% од целата популација муслиманска глобално. Но во тој регион, освен во Иран, мнозинство шиити има во Ирак, има и во Азербејџан, и има и во некои други земји, Јемен, како што е случајот со хутите, но нема, да речеме, во Саудиска Арабија, која што е ривал на Иран исто како и Израел. Саудиска Арабија и Иран војуваат во Јемен преку нивните прокси армии. И тоа веќе трае долго време. Хутите кои што нели напаѓаат често и бродови кои што поминуваат во тој регион, но и се закана за Израел, се поддржани од Иран. Затоа мислам дека нема да може да се вовлече целиот муслимански свет во овој конфликт и не може да оди преку овие граници. Има уште една причина. Освен Саудиска Арабија, во муслиманскиот свет ривали се и Турција. Значи Турција и Иран имат комплексни односи на пријателство, непријателство. Значи, не може да се дефинира дали се пријателски или непријателски. Да, по потреба. Пријатели по потреба. Да. И, но во целиот тој глобален свет, каде што живеат муслиманите, се ривали исто така со Иран. И првата изјава на Ердоган, турскиот председател, беше дека тој е подготвен да посредува помеѓу Израел и Иран за примирие и за престанок на насилството. Потоа Ердоган се јави кај другите лидери од регионот, особено во Ирак, регион кој што нели има мнозинство шиити, кои што се наклонети кон Иран, за да ги убеди да не бидат вовлечени во оваа војна. И можеби и други лидери тоа го имаат правено, и за сега Иран е сам во оваа војна против Израел и мислам дека нема да се приклучи некој друг сојузник на Иран на оваа војна. Пакистан има контрадикторни изјави. Се знае дека Пакистан е нуклеарна сила. Министрот за надворешни работи на оваа земја даде една изјава во која вели дека ако Иран е загрозен, тогаш Пакистан ќе ги нуди своите нуклеарни капацитети за одбрана на Иран. Мислам дека оваа коалиција сепак нема врска со религијата, не е религиска соработка, туку е стратешка соработка, од причина што Пакистан, Иран
Русија, Кина, се некоја нова уска која што нели помагаат како држави, како сојуз за нивните државни цели. Нели Пакистан е со Индија во некој вид конфликт, постојан конфликт, каде што Индија нели се знае дека е сојузник на Израел и јавно тоа при почетокот на овој нов конфликт кој има кажано и премиерот Моди. Така што овие сојузништва така се врзани за Иран да не може толку да мобилизира или да анимира други земји со мнозинство муслимани за да се стават на нејзина страна. Да. Добро, благодарам за сега. Сременски го ставали ова Иран во шахмат позиција, ако се видат првично и овие неколку дена на војување, а подоцна и изјавите што дојдоа, повторно ќе ги цитираме пред се на американските изјави, и едноставно дали Иран, не по своја волја се разбира, влезе во игра која што мора да ја загуби. Дефинитивно малку е претешка таа терминологија шахмат, дали е ставен Иран, бидејќи Иран е под санкции меѓународни, западни, изминативе 20 на 30 на години, и гледаме дека Иран како држава која што има историја и на војување и на развој во технолошка нуклеарната област, успеваше изминативе години па и децении да лукративно некако ги избегне тие санкции, ја обстои економијата, дали тоа преку извозот на нафтата и своите деривати, да ја сочува државата и до некаде да ја, условно речено, да ја наметне како регионален играч. Дали со новиве напади ќе се допре до зид Иран да дојде на маса, нели онај првичното и последното, тоа за сега тешко може да се предвиди, но може да се каже дека Иран во моментов, од она барем што го гледаме од новинските агенции што ги лиферуваат информациите, успешно до некаде се одбранува. Тука морам да ги истакнам оние балистички ракети со наведувани ракети кои што достигна и до неколку града во Израел, од Тел Авив и така натаму, успеа да погодат и неколку центри на Мосад, на војни инсталации, па и аеродромите на Израел. Навестувате дека Иран е спремен на воен одговор. Иран во моментов располага, чисто за компарација да им дадеме на гледачите, Израел како територија е некаде околу 22.000 километри квадратни. Помалку од Македонија. Помалку од Македонија, колку Војводина отприлика така некако, додека територијата на Иран е 1.648 квадратни километри, тоа е огромна разлика. Меѓутоа имаме овде дека е на инфериорна надмоќ на Израел, бидејќи Израел изминативе години вложуваше многу во војните капацитети, имајќи го предвид неговиот историјат со војување, со помошта од сад релациите со Вашингтон, дава на дознање дека конфликтот, да, ќе биде можеби не долг, како оној во Украина, но ќе има блицкринг операции од едната и од другата страна, се со цел да се измерат мускулите, народско кажано, и да се постават тие некои линии од каде што би можело да започнат евентуалните преговори. Сето тоа ќе зависи во каква позиција Иран ќе биде од она што во моментов се спроведа, односно колку Израел ќе успее да ја обезглави иранската Исламска република. Изминатиот период преку 20 на лидери на иранското разузнавање, воени чиновници, генерали, успешно беа ликвидирани од страна на Мосад. Тоа и од председателот Пезешкијан беше напоменато дека Иран се соочува со проблеми во однос на војните структури и контролата на небото. И контролата на небото, тоа се навестува дека ќе имаме една моќна војна од краток период,
кој што, повторам уште еднаш, ќе заврши на преговарачка маса, многу веројатно, а САД, иако не е директно мешан во конфликтот, иако не зири посочите дека за сега, барем и од она ние што можеме да го пратиме, и американскиот претседател рече дека Вашингтон останува настрана, упати воен разузнувач на Блискиот Исток и наговестува дека ќе помогне на Израел да се одбрани од Иран, и на неколку пати навестуваше дека Израел има право да се брани. Што тоа ќе значи? Дали Америка понатаму во војната, односно во конфликтот, ќе се вклучи директно, што мислам дека е реално да се случи во помош на соборување на ракетите, на балистичките проектили кои што доаѓаат од Техеран, наговестуваат дека сепак Иран ќе биде помалку или повеќе принуден да седне да преговара. Рановска, што ова може да значи во однос на геополитичките промени што треба да се случуваат во светот? Знаеме дека е тоа едно комплексно прашање, особено во денешно време. Меѓутоа, сите овие војни и конфликти кои што сега се случуваат, дефинитивно најавуваат редефинирање на тие односи. Вие споменавте во претходните одговори за улогата на САД, веројатно нејзиното позиционирање кон или вртење во повеќе би рекле трговската војна со Кина отколку во некој друг отворен конфликт. Меѓутоа, самите прашања што сега се отвараат со оваа војна ставаат на маса многу прашања за тоа како САД и Русија ќе се позиционираат во однос на Блискиот Исток. Најува ли тоа глобални промени или до некаде задржување на досегашните позиции? И со уште една теза тука сакам да додадам. Дали Израел со ова станува една премоćна држава, значи најмалата држава, можеби најбогатата, станува премоćна на самиот простор, која што исто така не може да се контролира до крај. Многу прашања. Да, тези, ајде да речеме. Ајде вака ќе пробам малку да ги групирам. Мислам дека прво треба да бидеме свесни дека ситуацијата и позицијата на САД, еве да кажеме од 91 наваму, се минува постојано. Она што ние го имаме на своја кожа дури почувствувано 90-тите години е САД на некоја своја највисока точка на моќ после студената војна. Од таму, почнувајќи со нападите од 11 септември, Авганистан, Ирак, се случува големо трошење на американската моќ, материјална, но и дипломатска, на настани кои што не секогаш добиваат подршка од сојузниците. Така што се менуваат работите каде што мислам дека САД веќе има една поинаков пристап внатрешно политички, каде што се повеќе, почнувајќи уште за време на првиот мандат на претседателот Трамп, постоеше барање да се вратат сите американски војници се вратат назад во Америка. Она што треба да се војува и она што треба да се со кој што треба да се занимаваат треба да бидат интересите на САД. Дали тоа значи трговски војни со Кина или вистински војни какви што ги знаеме со други држави, тоа треба да биде во тесниот интерес на САД, не само на сојузниците на САД. САД не ги остава, како што гледаме со Израел, не го остава Израел на цедило во моментов, но вклученоста е ограничена. Тоа го користат други играчи. Путин веќе изјави дека не би имал проблем да биде медијатор во ситуацијава меѓу Израел и Иран, што мислам дека никому не му одговара. Како и со Ердоган, и претседателот Путин е пријател по потреба или непријател по потреба на Блискиот Исток. Од друга страна, не смееме да забравиме дека односите се мултидимензионални. Најголемиот купувач на иранска нафта е Кина. Така, санкциите може да ги преживеат ако имаат некој со кого што може да тргуваат.
Така што различни држави имаат различни интереси. Се сложувам дека војнава ќе заврши на преговарачка маса, како поинаку би завршила. Прашањето е колку ќе се вложи и колку ќе се изгуби во таа војна. Не е ова војна за која што сметам дека САД ќе се вложи целосно, ќе ги поддржи. Тие Израел го помагаат, колку Израел да е напредна технолошки, да е богата држава, се тоа. Да не заборавиме, тие се уште се во периодот на последниот меморандум за соработка меѓу САД и Израел, кој што беше подпишан 2016, влезе на сила 2019, завршува 2028 и е со вкупна вредност од 38 билиони милиарди долари на помош, најмногу е воена опрема, најразлични финансиски бенефиции и така натаму. Така што ќе постои одредено, секој ќе се обиде да се пронајде во оваа ситуација да го извлече максимумот, не секогаш е тоа територија или нуклеарни оружја за некои држави ќе биде чисто финансиска трговски интерес, но мислам дека тоа ќе се случи. Генерално политиката на САД, доколку би требала да е во една реченица да ја опишам, би била ќе им помогнеме на сојузниците колку што можеме, без притоа ние самите да влеземе во одредена приказна. Незири, што мислите вие со оглед на тоа што се постави прашањето како ќе заврши овој процес и на зелена маса со преговори, меѓутоа Трамп веќе најави дека може да се случи атентат на врховниот лидер на Иран. И тоа веројатно многу ќе ги олесни преговорите на Израел и на САД во таа војна. Не сум баш оптимист дека овој конфликт во таму на Блискиот Исток ќе заврши на зелена маса или брзо. Можеби после подолг период, после неколку децении. Што ако се навраќаме назад, ние ќе видиме дека од 2005 година, речеме, кога Садам Хусеин беше тргнат од власта во Ирак, како да нешто требаше да почне помирување помеѓу Израел и арапските земји, што не се случи. И сега како пречка се поставува Иран. Дека речеме со неколку земји Израел има соработка, има договор за реципрочно признавање. Речеме со Обединетите арапски емирати, со Бахраин и со неколку помали арапски држави од тој регион. Но тоа не е доволно. Значи, повеќето од земјите таму се спротиставуваат не на политиките на Израел, туку на екзистенцијата на Израел како држава. Што проблемот е многу подлабок од тоа што може да се гледа од актуелната призма. Значи, од израелска перспектива, државата Израел е, речеме, некоја и библиска потреба или пророштво, но и враќање на евреите во нивните краишта, каде што биле уште 1000 години пред нашата ера. А во 12 или 13 век, нели, со освојувањето на тој простор Јерусалем од страна на муслиманите, подосна и од страна на Отоманската империја, тие некако биле распространети по целиот свет. Од друга страна имаме перспектива на арапските земји, на муслиманите, кои ги гледаат израелците како доселеници, кои што од 45-та година или 7-та се доселуваат во тој регион и лека полека не се прошируваат врз територија која што припаѓала на Палестина. Значи, ово е многу длабок проблем, и историски, и религиозен проблем, кој што не верувам дека може со толкава леснотија да се реши. Ако денеска, речеме, режимот во Иран го снема, обезглавен, може би ќе се случат други процеси таму, демократизирање, тоа пак нема да гарантира дека односите на таа земја кон Израел ќе бидат поинакви или по-пријателски.
Затоа мислам дека проблемот е што формулата на две држави, Израел и Палестина, не успеа да стане реалност. Не успеа да стане реалност од причина што неколку западни земји, значи клучни, САД, Германија, Велика Британија, Франција, се уште не признаваат палестинска држава, иако останатиот дел од светот, 150 држави имаат признаено. Така што мислам дека тој проблем само такво решение може да има долгорочно, додека додека тоа решение го нема, тој регион останува боиште не само на тие сили кои што се регионални, туку регион на конфликти помеѓу Западот и Истокот. Исто како што е Украина во моментот, каде што Западот и Истокот фактички се борат. Имаме од една страна Русија, поддржана од Кина, Северна Кореја, Иран, која што нели праќа или продава или подарува оружје и дронови. И од друга страна имаме Украина, поддржана од Европска унија и од САД. Така што овие региони повеќе наликуваат на арени за судир на големите сили, отколку на регионалните, би рекол, хегемони кои што таму се присутни. Иран до моментот кога нели беше нападнет, или до пред 1-2 години, беше клучниот играч во Блискиот Исток, со контрола на Сирија, преку Башар ал-Асад. Таму шиите се некои 15%, но долго време, таму со децении ја држеа власта, диктатурата, и фактички беа сателит држава на Иран. И исто така, после 2005 година, нели, имаме нова власт во Ирак, која што е наклонета кон Иран, нели, блиски културни и религиозни односи и слични културни карактеристики. Имаме исто така Јемен, значи од сите страни Иран делуваше како фактор кој што нели беше загрижувачки и опасност не само за Израел, туку и за Саудиска Арабија и Турција. И денеска имаме нова слика во тој регион, каде што Сирија нели има нова влада која што е под влијание на Турција. Фактички Турција стана држава Сирија стана држава сателит на Турција. Дел од Сирија задржа Израел. Иран се повлече и изгуби влијание врз нели Хамас како терористичка организација која е сунитска, но нивните односи со шиитскиот Иран беа стратешки повеќе, не беа религиозни, но Хезбола во Либан е исто така организација која е шиитска, а во Либан живеат можеби 10 или 15% шиити. Така што таа позиција на Иран слабе и сега Иран е изолиран во низината територија. Сега дали ќе се случи обезглавување на режимот таму или дали ќе се принуди да седне и да потпишува договор за поништување на таа програма за развивање на нуклеарно оружје, тоа останува да го видиме, но јас мислам дека сепак е целта е да се потикнат измени, промени во Иран. Натрешни промени кои што би значеле не гаранција дека Иран ќе смени политиката кон Израел, но да бидат промени кои ќе носат нова политика која ќе биде компатибилна со напорите за, ајде да кажам, редефинирање на светскиот поредок во како што ти спомна. Добро. Може тука да направиме на куса пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото. Повторно во студиото на ТВ24 со Јордановска, Незири и Србиновски дебатираме за новата геополитичка реалност наметната после судирот што се прошири на Блискиот Исток. Србиновски, дали овој судир го тргнува глобалниот фокус од војната
која што го завземаше просторот во изминатите неколку години, тоа е Русија, Украина, и што тоа може да значи за овој конфликт? Дали го трга фокусот Украина, не го трга, меѓутоа се расширува, ако можеме така да кажеме, и народски, и новинарски. Некако се распленува овие војни конфликти, прокси војни, видовме, спомна и Незири во Индија, Пакистан. Имаме повеќе нестабилности на светската карта, вклучително и во САД и во општеството. Ги видовме протестите против имиграционите политики на Трамп. Сето тоа навестува дека светов навлегува во едно динамично лето кое што носи неизвестности и кое што, ако до пред половина година сите се надевавме дека се надзира некакво мировно решение за конфликтот во Украина, за Европа, се надзира некакво смирување на тензиите во оние економски релации помеѓу САД и Кина, ако се надзира палестинска држава или средување на појасот Газа, од почетокот на мандатот на претседателот Трамп, иако тоа беше она сценарија кој што можеби тој најмногу го посакуваше и така и го доби мандатот и популарноста и во светот. Од тоа сега она што го гледаме можеби да кажеме дека е сосема спротивното. Фокусот не само што се прелева на Блискиот Исток, туку се прелева индиректно и можеби во Европа, па и кај нас овдека. Веќе ги чувствуваме последиците од тие последни немири на Блискиот Исток и по скокот на цената на нафтата. Гледаме златото како се флуктуира, сето тоа се одразува и на домашната економија. Тоа говори дека Трамп е за жал, иако тој предвидуваше дека можеби во 24 часа, па 2 недели, месец дена и така натаму ќе проба, односно ќе стави некаков крај на конфликт во Европа, на Блискиот Исток и така натаму, од тоа не успеа ништо. Дали ова оди во прилог на Русија во однос на нејзините намери за проширување на војната зона во Украина? Па, секоја дестабилизација во светот која што нема да биде на грбот или на плеќите на Русија, секако теkoди во незина корист. Што тоа значи во теренот, дека Русија може да си ги остари своите цели, не, но дека помошта која што можеби војната помош и финансиска Украина ја добиваше до вчера, ќе дел од средствата ќе се пренаметнат за други конфликти. Секако веќе тоа можеме да го увидиме и во изјавите на украинскиот претседател Зеленски, кој што кажа дека се надева дека САД и понатаму покрај овој нов конфликт во Израел со Иран, дека ќе продолжи да дава помош на Украина за да обстои да одврати руската агресија. Тоа навестува, Младен, дека летово ќе биде доста неизвестно, дека жешко лето и политички, и оние сите предикции кои што говоревме дека ќе има можеби евентуално употреба на неконвенционално оружје или некакви нуклеарни напади меѓу државите, бар оние кои што се способни или кои имаат тоа оружје, некако за жал или па за страф од другата страна е поизвестно тоа сценарио, иако велам дека сите овие прокси војни се со цел да другата страна или опонентот на Западот, на САД и на Европската Унија се донесат на маса за средување, односно за некакво примирие. Дали ќе успее, па и Европа, и САД, и овие големите моќници, тешко е да се предвиди во моментов, бидејќи од како стигаат информациите, наместо да се смирува, односно да имаме некакви повици за мировни средби, не само за во Украина, не само за Блискиот Исток, информациите во медиумите говорат за нови жртви, за нови ракетни напади кои ќе бидат целите во периодот што следи. Да. Грдановска, каква е улогата на Европската Унија во целото ова? Мислам, можеме ли да видиме некои промени во однос на делувањето на Европа? Бидејќи руско-украинската војна тропа на вратите на Европа веќе со години. Ова што сега се случува, декларативна поддршка големите европски земји дадоа на Израел,
меѓутоа ништо повеќе од таа декларација. Промената во Европската Унија можеме да ја забележиме на ниво на граѓаните, значи кога ќе погледнеме, ќе споредиме временски пред 10 години какви одговори давале, кои им се приоритетите за Европската Унија, забележуваме дека за прв пат во историјата на Европската Унија, предходно Европската заедница, постои такво високо ниво на поддршка за трошење на парите на буџети за одбрана, на буџети за посовремено воено опремување. Што тоа ни кажува е дека првата тема која што им е на ум на европјаниве, на политичарите и на граѓаните е војната во Украина. Тоа значи дека се останато што ќе се случува во некој втор план. Има неколку нивоа во Европската Унија, граѓаните се едно, националните влади се друга приказна. Не постои унифициран став во Европската Унија за тоа како треба се постават кон Израел, конкретно по прашањето на Израел и Палестина и сето она што се случува од октомври предмината година. Она што не може да се договорат на една страна, имаш држави како Германија, кои што го поддржуваат Израел целосно, од друга страна имаш држави како Шпанија, Словенија, кои што дури ги осудуваат действијата на Израел. Во една таква ситуација многу е тешко Европската Унија да има јака одлучувачка моќ во еден ваков конфликт. Од што се движат во своите одлуки европските земји? Од стратешките интереси или од таа борбата за идеали за еднаквост, човечка правдина и така натаму, како што е можеби Шпанија или Словенија ги споменавте? Мислам дека секогаш е баланс. Одредени земји, Германија колку и да размислува... Бидејќи она Газа што се случува, навистина сите го осудуваат од аспект на хуманитарната катастрофа и убиствата, нели? Ќе кажеме Германија ја го поддржува Израел. Не значи дека Германија нема некои идеали и некои норми поради кои што го поддржува Израел. Мислам дека тука станува збор за една дамка на нивната општествена свест и дека од таа причина си го носат бремето и историјата и затоа ги поддржуваат Израел. Така што никогаш не е се само геостратешки интереси, никогаш не се само идеали во прашање. Шпанија има една привилегирана позиција во Европската Унија затоа што е најдалеку од Русија. Така? Да. Лесно е геостратешки да се однесувате на одреден начин кога толку далеку сте од кризата и од војната. Една Полска не може така да размислува и да се однесува. Така што секогаш е баланс меѓу тие работи. Европската Унија координира надворешни политики на земји членки, но Европската Унија нема унифицирана своја надворешна политика, туку се заснова на мултипликарност, значи повеќе различни надворешни политики кои што се обидуваат да направат компромис и да се однесуваат како една. Незири, дали можат овие случувања глобални војните да доведат до некои промени во одлучувањата на него? Па ја се сложувам со Јорданска дека Европската Унија е бавна во одлучувањето за вакви жешки теми и ова бавност ја прави Европската Унија не толку голем фактор во таа геополитичка сцена. То исклучок е Украина заради фактот што нели војната се води на самата граница и на самиот континент на Европа и дека е проблем попрво европски, не ниту азиски, ниту амерички, туку европски проблем и европска војна. И затоа нема алтернатива за да води друга политика, освен да има цврст став и однос против Русија, која станува збор за загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на Украина како европска земја и земја која е аспирант за членство во Европската Унија. Додека во случајот со Израел, мислам дека имаше во последно време не само Шпанија, туку и Франција имаше појасни ставови против актуелната власт на Израел заради нејзината воена операција против Газа, токму заради цивилите кои таму се најголема жртва, некои 60.000 цивили се загинати, од кои мислам дека 15.000 се деца, што е навистина голема трагедија и токму оваа ситуација и затворањето на просторот за
хуманитарна помош на тој регион и оставувањето на луѓето на можеби 2 милиони популација таму да гладеат, можеби да умрат од глад, мислам дека го има вклучено алармот и во самата Европска унија и се повеќе се формира една јавност и еден став дека треба да се настапи многу потврдо во однос на Израел кога станува збор хуманитарниот аспект во Газа. Но тоа што се случи последно со Иран, мислам дека таа проблематика веќе е на втор ред и тој комплекс попрво кај Германија кон Израел заради таа колективна вина која што ја имаат од Втората светска војна ја попречува Европската унија да делува многу попрецизно и поконкретно во однос на тој конфликт. И Европската унија нели се води од локомотивите Германија и Франција, на некој начин нема многу простор за маневрирање во тој случај, освен да се постави зад интересите на Израел. Израел од друга страна сака да импонира приказната, да го импонира наративот во западниот свет дека таму исто како и Украина што води војна против Русија заради да го спечи Русија да во нејзините намери за инвазија во останатите европски земји, Израел тоа го прави со Иран за да го спречи Иран да дојде до нуклеарно оружје, оружје која потоа нема да биде закана само за Израел и само за нејзините соседи, туку и за целиот свет, од причина што Иран се смета како извор на тероризмот, особено преку Хамас, Хезбола, Хутите и други помали терористички организации, кои што долго време се снабдуваат и со технологија, и со оружје, но и со знаење од војниот аспект, за да ги спроведат нивните терористички операции. И затоа во овој црно-бел, значи црно-бела слика, мислам дека Европската унија нема многу простор за како да се постави, освен да застане зад Израел. Србиновски, дали се согласувате со оваа теза? Во главно се согласувам, но би сакал да надополнам, а тоа е дека фактот дека Европската унија за жал изминативе години не успеа да се наметне како светски геополитички стабилократ. Зошто го говорам тоа? Бидејќи изгледно онаа слика која што Европската унија можеби во 90-тите години ја представуваше одека на Балканот и на сите оние отворени конфликти, па и во Африка и во Блискиот Исток, каде што преку своите челници, говорам и преку Ангела Меркел, имаше збори и се уважуваше зборот кога станува збор безбедноста, економијата и така натаму. Сега имаме една раслоеност што ја наведе внатре соговорничката, внатре во Европската унија, и таа раслоеност се гледа и преку политиките на земјите членки на унијата, независно дали тоа е Шпанија, Полска, Унгарија, можеби и Словачка, за прашања кои што не се согласуваат внатре во политиката, и ги осеќаме и ние и за оние за проширувањето. Од тука може да се заклучи дека Европската унија за жал како, ајде кажеме, нус производ на оваа реал политика која што е наметна САД и нејзиниот председател, почнува да се трансформира, меѓутоа во моментов не може да се престрои на која страна да презагне, односно да отиде во однос на тоа да се наметне како стратешки фактор кој што би можел да смирува, дава совет или да помага во ситуацијава и за Блискиот Исток. Не верувам дека тоа може на краток временски период нешто да се смени и да имаме некаква помош. Тоа го гледаме и на ставовите и на Франција. Добро видовме дека дел од европските земји признаа Палестина како независна земја, меѓутоа не осудија геноцидот кој што се случува таму. Имаме поддршка декларативна за стотиците луѓе кои што гинат во Палестина, меѓутоа немаме никакви конкретни чекори мерки кон израелската држава. Тоа
зборува за една морална капитулација на политиката, не само на Европа, веројатно на целиот свет, ако ги погледнеме страдањата на цивилното население. Тоа е една двонасочна политика која што и ние осетивме на својата кожа. Сега само се рефлектира на некаде на друга земјина точка, на друго Добри, многу поболно се разбира. Да, за среќа ние се уште остана во доменот на нашите евроинтеграции. Вамо се губат животи, се прекројуваат граници и не знаеме што точно ќе се случи, што е најтрагично. За жал, во моментов во ниедна од европските земји, иако там морам да истакнам дека е една од најмоćните демократски федерации или сојузи во светот кој што секако го пропагира демократскиот наратив, не успеа да најде некаков лидер од типот на Ангела Меркел или на некој од германските канцеларии, земји кои што се економски мотори, Велика Британија и така натаму, независно дали во Европската унија, да се наметне како стабилократ во повеќе безбедносни прашања. Не верувам дека ниту во овој случај, иако е далеку блискиот исток, се надеваме дека нема да има некакви миграцијски безбедносни проблеми кон регионот, дека ќе успее само на декларативно за смирување на тензиите и седнување и принудување на седнување на Техеран на преговарачката маса, да преземе некакви чекори или пак да дојде до некаков пресврт или промена на сликата од која што ја познаваме сите ние. Јорданска, зошто хуманитарното право некако се почесто се игнорира во конфликтите и е ставено на второ, трето, четврто, петто прашање дури ми се чини? Хуманитарното право е право на оној кој што сака да го почитува или ако си принуден да го почитуваш. На пословието. Значи, пред се, нели, ајде вака да направиме една мала компарација која што ни е на нас многу поблиска. Босна и Херцеговина се случи геноцидот во Сребреница, се случи и многу други страшни масакри низ целата држава. Не се интервенираше до пред самиот крај. Од друга страна, многу помалку се толерираше да се случи во Косово, каде што се случија страшни масакри, но не се дојде до ситуација, до степен каде што, нели како што имаме во Сребреница. Зошто? Затоа што после 95-та година, посебно после откривањето на оние масовни гробници, претседателот Бил Клинтон беше оној кој што таа администрација со Олбрајт, целата таа поставка, постапија сосема поразлично кон тогашните агресори од оно што беше 92-93 година, каде што многу полабаво се однесува. Така што хуманитарното право се почитува кога има кој да го спроведе тоа право. Во ситуација каде што нема еден таков интерес од страна на Соединените Американски држави, тука мислам дека постои една многу интересна динамика внатре во самите Соединените Американски држави, која што ретко се споменува. Честопати кога зборуваме за Израел, зборуваме за еврејското малцинство во САД кое што е добро интегрирано и кое што влијае на политиките. Но постои значајна група на многу влијателни христијански екстремисти во САД, значи тоа е радикални погледи на христијанството кои што веруваат дека второто доаѓање на Исус ќе се случи кога евреите ќе се вратат во својата ветена земја, односно во Израел. Тоа ги инспирира и нивните надворешни политики и тоа влијае посебно во една влада како што е во една администрација која што е моменталната на претседателот Трамп, каде што имате многу повеќе доста религиозни христијани кои што влијаат на тие политики. Така што мислам дека наспроти резолутноста на одлуките во 90-тите на администрацијата на Клинтон, сега имате изјави од типот ќе направиме Газа најубавата ривиера на Блискиот Исток. Едноставно нема таков интерес. Нема таков интерес. Јас ви благодарам на сите тројца што бевте денеска гости на телевизија 24. Се надевам дека успеавме да отвориме теми и да навлеземе во суштината на тоа што денеска се случува
таму и во светот, а простор за нови дебати секако ќе има. Ви благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас, следуваат вестите.